civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Како што најавивме, имаме продолжение на конференцијата за човекови права, правда и борба против корупцијата, насловена како следна станица Европа, еден оптимистичен наслов на конференција на Меѓународниот ден на човековите права. Уште еднаш честитки за Меѓународниот ден на човековите права на сите граѓанки и граѓани на нашата земја и на светот. Јас, како што најавив, во втората сесија ќе зборуваме за борбата против корупцијата. Прв гостин на ова или учесник на оваа сесија од конференцијата е Сашо Ордановски, политички аналитичар, колумнист, универзитетски професор, а се разбира и човек кој во својата богата биографија може да го споменеме во овој контекст, во контекст на оваа сесија. Токму фактот што пред 20 години ја формираше и Транспарентност Македонија. Со Сашо имате прилика да се дружите секој ден во Добро утро со Ордановски на Цивил Медија МК, а веднаш потоа имате можност да го следите и неговиот утрински брифинг, кој веќе со месеци наназад е оној медиумски продукт кој го дава тактот на денот за јавноста и за медиумите, се разбира оние кои го следат, а и оние кои не сакаат да го следат, ѕиркаат во тие содржини, па и така го обликува денот во работните денови во неделата. Сашо, добар ден, фала што дојде, одбра да бидеш и физички присутен, што е, се разбира, добро и за нашата екипа да те видиме и добро е за нашите гледачи. Нашата публика сигурно ќе биде заинтересирана да ни кажеш за твоите размислувања, ставови, сознанија за тоа колку во која состојба е нашата земја во поглед на корупцијата, во која состојба е борбата против корупцијата. Имаме ли транспарентност во нашата земја? Ова се веќе неколку прашања кои се разбира заслужуваат посебно внимание. Прво, јас имнав маската, бидејќи сме навистина голема дистанца и има промеја во просторијава, се надевам дека ги почитуваме со тоа сите неопходни услови. На патот кон Европа, на времето кога патувавме со воз за Белград, одевме преку Мала Крсна. Па потоа застанувавме негде во Панчево, ако не се лажам, па да стигнеме до Белград. Сега до Европа ќе одиме по разни локални станици, ќе мора да застануваме овој пат на исток. Што се однесува за корупцијата, пред 20 години јас и господин Џунер Исмел ја основавме Транспарентност Македонија. И морам да ви кажам дека во меѓувреме се случија многу нешта, но во последните неколку години јас лично гледам голем напредок во одредени аспекти на состојбата со борбата против корупцијата. Како што има и стагнација, па дури назадување во некои други. Во таа смисла, јас би ги поделил веројатно некакви 3 сфери овие напори и состојбите кои што денеска се карактеристични за борбата против корупцијата. Во првата сфера е она што се случува со политичката елита и со јавноста во Македонија. Значи, во последните неколку години сведоци сме, а тоа можевте да, например, и вчера да го погледате, која беше Меѓународниот ден на корупцијата, веројатно и денеска на оваа конференција. Прво, темата за корупцијата во последните, да речеме, 2 години е многу напредната во смисла на тоа што она секогаш била присутна, меѓутоа разговорот за корупцијата секогаш бил во известна конфронтација со владеечката политичка елита. Сега вие не можете да ги надзборите надлежните министри и ненадлежните министри, почнувајќи од Заев па надолу, кои што се тркаат со вас, они да кажат што покритичка нота и што покритички став за состојбите со корупцијата, и тоа е голем напредок, бидејќи
Состојбите со корупцијата се дел резултати на перцепции во јавноста, не само на конкретни состојби, а за перцепциите, градењето на перцепциите во јавноста, градењето на политичката култура, се разбира дека е многу важно како се однесуваат најодговорните политичари во таа работа. Како што е познато, во минатото, во Македонија представуваше одреден ризик човек да говори за корупцијата, особено во власта и особено во високите ешелони на власта, бидејќи беше поврзано со низа непријатности, вознемирувања и така натаму. Значи, тоа веќе го нема. Второ, во истиот тој контекст ние гледаме дека опозицијата, особено лидерот на опозицијата и другите лидери од опозиционите партии имаат практично секогаш отворени најглавни национални говорници да говорат што сакаат, кога сакаат, колку сакаат и за корупцијата и за се друго се разбира. Тоа покажува еден стандард демократски кој што во Македонија не постоел секогаш, бидејќи вие ако видите на пример лидерот на опозицијата Мицкоски колку добива минутажа во, да речеме, во некакви телевизиски или друг вид на пренесување на масовниве медиуми, мислам дека ако не е над, тогаш е секако барем еднакви или многу близко до она што го добива Заев или неговите министри. Значи, тоа е исто така многу важно кога говориме за борбата против корупцијата, бидејќи опозицијата, која и да е таа, секогаш има инвестиран политички интерес таја да говори за корупцијата, бидејќи корупцијата е многу повеќе врзана за власт отколку за кои било други ентитети на политичката сцена. Во истиот тој контекст трето е состојбата со независните тела, па и невладините организации. Практично, гледате, ако ја погледате, например, Билјана Ивановска, председателката на ДКСК, таа е толку многу активна во говорење на тие теми, во директни обвинувања, проблематизирање на позиции, иницијативи, мерки кои ги превзема власта, што ја унапредува само по себе темата, дури и без разлика дали се, зашто предупредува ДКСК, на крај ефектуира во промена на практики и така натаму. Денеска прочитав некакви статистики за голем број на иницијативи кои покренуваат граѓаните и се обраќаат до ДКСК и до другите инстанции. Затоа тоа е, се разбира, една важна консеквенца на оваа отвореност за која разговараме, а во она што ги прочитав како статистики, сега не е неопходно ни да ги цитирам во точни бројки, голем дел од иницијативи на крај доживуваат и некаква разрешница. Високопрофилните политички случаи во кои што се гони корупцијата е нешто што е апсолутно присутно, па дури можеби повеќе од колку што треба во медиумите, бидејќи добро, во медиумите секогаш лошата вест е добра вест, па се што е врзано за скандали кои што може да ја следат работата на власта се секогаш добре дојдени, се разбира, и се повеќе атрактивни од колку друг тип на некакви вести, па и позитивни вести и од областа на корупцијата кога се случуваат. Значи, тоа е еден комплекс на политичките состојби околу корупцијата и кога пред 20 години ја формиравме Транспарентност Македонија, всушност намерата беше, бидејќи Транспарентност Македонија никогаш немала капацитет да таја глуми, не знам, истражен орган или некаква институција која што сега она ќе се занимава со гонење на корупција, туку намерата беше токму подигнување на јавната свест во таа сфера. И велам во 2020 година, мислам дека ние сме дојдени до ситуација која таа јавна свест е апсолутно присутна, слободата за говорењето на корупцијата е апсолутно присутна, дури мислам дека таа слобода сега рефлектира и со една друга појава, се зборуваат секакви глупости и шпекулации, па понекогаш е поголем проблем да процени човек што е лажна вест, а што е вистинска вест кога се говори за корупцијата. И трето, опозицијата има апсолутно потполна слобода и на иницијатива и на допир до јавноста во големи количества за да ги артикулира своите политички ставови. Значи, тоа е тој политичкиот контекст. Вториот контекст е контекстот на реформата на самата администрација, бидејќи борењето против корупцијата е пред се работа на државата, и доколку системот државен во сите своји сегменти не овозможува борба за корупцијата, тогаш овој првиот дел кај што политичарите многу говорат не се рефлектира во
вториот дел каде што корупцијата, каде што се случува, во најголем дел треба да биде сопрена. Тука јас морам да кажам дека ја немам детален увид за тоа, гледам разни иницијативи кои што разни министерства ги покренуваат и така натаму, но мислам дека тука има уште многу што да се работи. Ако се сведе таа корупција на најниски нивоа, ние секогаш не интересираат највисоките нивоа, се разбира, бидејќи се тие атрактивни, меѓутоа ако се сведе работата на најниските нивоа, на онаа секојдневна корупција, на администрацијата и така натаму, јас ќе ви кажам дека нашата администрација се уште далеку од тоа да испорачува ефикасни услуги, а штом имате неефикасност во работењето на администрацијата, тогаш корупцијата си доаѓа како редовен дел од завршувањето на работата и потребите кои што ги имаат граѓаните од државата. Во тоа многу треба да се обрне внимание на технолошките нови решенија, со дигиталните напредоци. Вие денеска можете сепак да завршите поефикасно, побрзо работа преку интернет, отколку да мора да се појавате на шалтери. Моите лични искуства во изминатите 2-3 месеци, бидејќи имав прилика и потреба да одам по шалтери, во неколку бирократски случаи заради кои морав да вадам одредени потврди и така натаму, можам да ви кажам дека добро и како резултат на пандемијата се разбира, меѓутоа редиците се огромни, мораш да извадиш бројче и потоа да го потрошиш денот во чекање, не си сигурен дали воопшто кога ќе стигнеш да завршиш работата и тоа создава паралелни канали во кои што јас знам за тие документи што ги вадат, дека има јасен ценовник, како и што може да се заврши работата. Мене не смеат да ми бараат пари, бидејќи ме познаваат, ама други луѓе си завршуваат работа по тие паралелни канали. Дури не е ни важно за тие услуги не се наплаќаат скапо. Не знам, за еден документ се бара 1000 денари за да се извади од денес до утре, иначе би чекал цела недела. За другиот, може би, чуварот на вратата на една институција кој што регулира кој влегува, кој не влегува, може и со кутија цигари поминува и така. Меѓутоа, кога не функционира системот, тогаш се јавуваат овие можности за злоупотреби. Значи, тој втор дел во таа борба за против корупцијата е тоа како системот функционира, тука има уште многу што да се работи. И третиот дел кој што е веројатно можеби дури и најважниот или подеднакво важен со првиот и вториот дел, тоа е работата на органите за прогонот. Значи, не мислам при тоа само на полицијата, кој се каже кај нас прогон, па веднаш се мисли на полиција, туку мислам на ефикасноста на судството, ефикасноста и капацитетот на обвинителството, а и политичката волја да обработува такви случаи, особено кога се врзани за одредени политички кругови. Мислам дека тука има еден значаен напредок, тој напредок сите го гледаме, тој напредок не е ни оддалеку идеален. Мислам дека обвинителството допрва се привикнува во последниве пар години дека е тука за да гони криминал кој не се случува само вон државата, туку и во државата. Ние имаме обвинителство за организиран криминал кој што тек сега допрва се пробуди во последниве 2 години, па дури, како да кажам, ми се чини дека во одредени случаи претеруваат со некакви политизации на самите случаи, но добро, тоа е понекогаш кога мора човек да бира ништо или нешто, подобро тоа да го одбере, отколку да нема ништо. Значи, во таа смисла, ефикасноста на судството, бидејќи ако тоа не функционира, обвинителството, судството, другите органи за прогонот, без разлика на сите напредоци кои може да се случат во другите сфери, борбата со корупцијата нема да успее. Клучот за сето ова, за целата оваа приказна е сепак политичката иницијатива што ја вложува власта. Секогаш може да се оспорува искреноста на власта, на која била власт пенуваја за борба со корупцијата, но факт е дека на формално ниво, па и на политички ниво, ако се разговара веќе за детали, оваа власт покажува далеку поголема спремност прво да признае дека постои корупција, затоа што сите власти претходни говореле за корупцијата како да се случуваат на друга планета, а не на територијата на Република Македонија. Второ, власта и на формален начин, на символичен начин со овој Љупчо Николовски, да речеме, кој е заменик премиер, покажува дека сака, спомене една потполно измислена функција која што повеќе мислам дека користи како некаков политички подиум, што не е неважно.
тоа и го говоревме, во создавање атмосфера за борба против корупцијата, но јасно е дека и тој Љупчо Николовски нема овластување никакви осим собствените политички иницијативи да покренува некакви значајни иницијативи во системот, што би резултирале со зголемена ефикасност во таа борба. Но сакам да кажам, зборот ми е, вие денеска можете, јас сабајле имав интервју со Заев на утрески брифинг, вие можете да седнете, онака да го исплескате премиерот на која сакате тема, да го прашате. Ја денеска го прашав точно дека во вашето семејство Заеви во Евростандард банка сте земали не знам колку кредити кои не се вратени и така натаму, и тоа е на располагање да ви даде одговор. Тоа порано не се случувало. Мислам, порано било прашање на живот и смрт, дали ти смееш, например, Груевски да го прашаш, дали е точно дека има фирми на Белизе. Тоа било врзано со ризици кои што не биле мали. Таа расположба на сегашната власт да ја третира корупцијата како дел од својата политичка агенда и во офанзивна и во дефанзивна смисла, значи, нема новинар кој денеска се плаши на кој било министр да му постави какво сака прашање, е нешто многу важно. Важно е тоа што институциите, особено независните институции, па и граѓанскиот сектор, се многу гласни во таа смисла, и ако морам да признам дека во граѓанскиот сектор, за разлика од пред 5-10 години, заради овој развој на настаните, некако се потроши агендата за прозивки, бидејќи граѓанскиот сектор, барем и Транспарентност Македонија, функционирал на ниво на создавање јавна свест преку артикулација на критики и така натаму. Денеска вие ќе поставите на министар или министарка прашање точно го, они одговараат прво да, точно е, ама знаете ние. Порано тоа било практично невозможно. Значи тоа има голем помак. И конечно за да заклучам, не знам какви се другиве соговорници, дали се појавија на овие технолошки канали за да разговараме. Борбата против корупцијата има и своја обратна страна, за која мора да би се биде свесен. Таја е понекогаш или цело време практично говори и за една можност за популистички иницијативи, бидејќи без разлика каква е перцепцијата за корупцијата во една земја, намерно подвлекувам перцепција, бидејќи на крајот од криштата, ако прашате 100 луѓе, мислите дека судството е корумпирано, 95 ќе ви кажат да. Ако ги прашате дали вие сте имали искуство со корупција во судството, од 95 можеби еден ќе каже да. Така што се работи за перцепција која е заразна, која се пренесува и која што не мора да биде точна слика на состојбите во реалниот сектор. Така што сакам да кажем, таа страна, тоа наличие на тој медал дека корупцијата и таа реторика се злоупотребува за популистички цели е многу присутна и потоа таа се инструментализира на еден валкан политички начин што секако не користи на борбата против корупцијата, не знам дали за нешто друго користи од случај до случај. И второ, таа е сепак состојбата на разговорите, тоа не е само моја констатација, за тоа се разговара најмалку една деценија во светот на антикорупционерството. Целата таа реторика е сепак резултат на недостаток на едни функционални либерални агенди, каде што функционалностите на државата и дебатата за тој тип на проблеми е заменета со дебата која често пати, особено на социјалните медиуми, може биде и хистерична во смисла на ова дебатирање околу корупциите и потоа низа измишлјотини и шпекулации и невистини кои што се врзуваат за тие работи. Јас, например, во својата кариера и непосредно пред година-две, за мене се врзуваат такви фантастични измислици. Има еден адвокат, пијаница, коцкар, кој што заради некакви своји политички амбиции сврли неколку тотално лажни искази во врска со некакви мои, па и не само мои, туку во семејството некакви состојби, да вие немате начин како тоа да го демонтирате. Да го демонтирате и да го демонтирате во крајна линија. Вие не можете никога да тужите, бидејќи тужењето е овдека работа на како да кажам, на многу време и многу нерви, ако сакате тоа да влезете. Тоа и пари.
Па и пари, бидејќи тоа трае со месеци така. Вие секако сега кога ќе ги видите коментарите, особено на јавни личности, а јас заради природата на работите имам милион коментари под сите мои настапи и така натаму. И ќе видите плукања кои што немаат врска со никаква реалност, со никакви како да кажам фактички ситуации, но си се рециклираат, вашите политички непријатели, оние кои што со омраза кон вас се однесуваат, инсистираат на такви глупости. Секој кој има некако став мора да биде платен за тоа, бидејќи е платен, значи ставот му е корумпиран и така натаму. И сега тоа е таа втора страна на медалата за која разговараме, а зашто или човек треба да има дебели нерви, јас, например, веќе сум многу долги години навикнат на тоа, па дури нешто многу и не се потресувам, но тоа е еден фактор на демотивација на многу паметни луѓе, експерти и така натаму, кои би можеле да придонесат, а се чуваат од јавната сфера токму за да не дојдат во ситуација да бидат потоа политички дискриминирани, компрометирани и така натаму, бидејќи тоа е агенда на цели политички структури во Македонија, независно дури од идеологиите кои што со своите политички опоненти се однесуваат како со смртни непријатели и не се бираат никакви средства за да ве дискредитираат, а парите, корупцијата се секојаш најубава дискредитација, особено ако немате начин на тоа да се спротиставите. Така што, Џабир, како што се гледа, мислам дека во 2020 година сме дојдени до една, ако смеам да кажем, на ситуација меланж, кој што е мешавина од успеси и неуспеси, но јасно е дека портите големи се отворени, јасно е дека веќе се потешко функционира, особено на високо ниво од корупцијата, дека ризиците за некој кој би се впуштил во тоа, особено кога се работи за државни функционери, за поголеми суми, тендери и така натаму се многу повисоки. Тоа е резултат на дигањето на општата свест во јавноста околу тоа мониторирање и, како да кажем, следење на состојбите. И мислам дека сето тоа го затвара кругот на можностите на разни луѓе кои инаку кога оваа ситуација не би била вака како што е, би се впуштили и во одредени нелегални, неморални и така натаму активности кои што се тесно поврзани со овој тип на корупција за кој говориме. Па сега за ова може да се збори уште неколку сати, ама мислам дека и уште неколку денови секако. Да. Јас би сакал режија да ми каже дали имаме вклучувања и од кого, дали професорката е веќе вклучена, дали имаме од заменикот премиер материјал. Тогаш добар ден професорке, добар ден професорке Бачовска. Добар ден, Џабир. Ме слушате? Јас да, се слушаме. Јас би сакал да одиме во обратниот редослед, иако заменик премиерот Николовски беше најавен како прв, меѓутоа поради промена во агендата ќе одиме во обратен редослед. Го слушнавме Ордановски со неколку аспекти и контексти, зборувавме за корупцијата, за борбата против корупцијата. Ако ми дозволите, јас би сакал да истакнам неколку од нив. Во политички контекст, според Ордановски, бележиме значителен напредок, ако ништо друго, барем политичката волја и во символично, меѓутоа и во конкретна смисла на зборот ја гледаме како евидентна, ја гледаме во јавноста, во јавниот дискурс. Присуството на опозицијата подеднакво, дури можеби и малку повеќе отколку представниците на власта во медиумите, во главните, во мејнстрим медиумите, исто така еден показател за отвореност, за транспарентност и се разбира простор каде што може опозицијата да говори и за коруптивните и за другите практики кои се случуваат, дали тие се вистински или невистински, невистините е друго прашање. Гледаме дека иницијативите кои различни групи или поединци ги доставуваат до Државната комисија за спречување на корупцијата или други институции во државата,
имаат некаква разрешница за разлика од тоа каква била состојбата во минатото. Понатаму во вториот контекст Ордановски говореше за реформите во администрацијата. Посебно интересна е поентата дека кога човек чека во ред, ако е Саша Ордановски или некој од тие кои се гласни и видливи поборници на антикорупцијската борба и на транспарентноста, не смеат да им побараат пари, па така тие всушност се и најголемите паталци, тие до крај седат во редовите и чекаат да дојдат до некоја услуга во системата. Се разбира кога имате големи редици, тоа е посебно интересна секојдневна поента која сигурно ќе ја препознаат многу граѓанки и граѓани, а тоа е дека кога имате големи редици, кога имате неефикасна администрација, тоа е простор во кој може да се јави корупцијата. Понатаму во контекст на органите на прогонот, што подразбира и правосудство, не само полиција, јавни обвинители и така натаму, се бележи според Ордановски значаен напредок и особено го истакна тоа дека создавањето на атмосферата за борба против корупцијата е еден простор кој може да и отвори врата на нашата земја, на нашето општество, да и така една состојба во која корупцијата се истиснува од животите на луѓето, се разбира, тоа е една малку подалечна перспектива. Верувам дека сите ќе се согласиме. Особено интересна е она поента на крајот, контекстот во кој говореше Ордановски, а тоа се надоврзува и на она што го очекуваме од професорката Бачовска да го разработи во нејзиното излагање, а тоа е дека перцепцијата може многу лесно да се обликува, ако може да протолкувам дел од излагањето на крајот од Ордановски, односно преку перцепцијата може да се пласираат и невистините, лажни вести, да се дезинформира јавноста, при тоа да добиеме состојби во кои демантирањето на лажните вести во една таква атмосфера, а тоа може да се надоврзи и на првиот контекст за кој зборуваше Ордановски, е многу тешко да се дојде до таква ситуација, да се одбрани човек од лажните вести, од обвинувањата во јавниот дискурс, особено на социјалните мрежи. Во тој контекст, јас би сакал да го споменам и објавувањето на една студија на Европскиот парламент, на веб страницата на Европскиот парламент пред неколку дена, во која се елаборираат дезинформацијските кампањи во земјите на Западен Балкан. Во делот за Северна Македонија се истакнува точно со име и презиме неколку многу познати ликови во македонската политика и пред се самиот лидер на опозицијската ВМРО ДПМН е посочен како извор на дезинформации. Ова е ситуација во која сега според мене јавноста и не реагираше доволно брзо, бидејќи ова е практично шокантно е да се види една толку висока институција на својата веб страница да прифати објавување на една таква студија која е нарачана исто така и од генералниот директорат на Европската комисија за надворешна политика, и тоа е една состојба во која вие можете лесно да дојдете до заклучокот дека всушност јавната перцепција често може да биде мета и жртва на хибридни закани, односно на дезинформацијски кампањи, а во таа смисла и се разбира да влијае на падот на квалитетот на борбата или ефикасноста на борбата против корупцијата во општеството, против корупцијата и криминалот. И затоа, може би, ова е добро прашање за професорката Бачовска, која е универзитетска професорка, која се занимава токму со медиумските прашања, со
медиумските контексти во однос на развојот на демократијата. Сме имале и порано како авторка, сме имале како гостинка, односно учесничка на наши настани. Јас би сакал во контекст на корупцијата, а се разбира и во медиумски контекст, да слушнеме излагање од професорката Бачовска, како таа гледа на оваа тема во контекст на прашањата кои ги разработивме, а се разбира и да се надополни со своји видувања. Повелете, професорка. Ви благодарам, Џабир. Да ги поздравиме другите учесници. Како секој комуниколог, прво сакам да ви ја поздравам комуникацијската стратегија на Цивил. Еве, по повод на овие меѓународни денови, многу се важни во едукацијата на населението, за мобилизирање на политичката волја и ресурси, решавање на глобални проблеми, едноставно славење на успесите на човештвото во одредени проблеми како што е сега корупцијата. Вчера беше, мислам, денот на корупција, 9 декември, денеска пак е денот на човековите права, 10 декември. И во сите студии добри за корупција, таа се поврзува и со политика, и со економија, и со социологија, и со, нели, посебни глави се тоа, и со човекови права. Од тој аспект, еве, повторно го сензитивизирате јавното мислење. Го слушав Сашо многу внимателно. Се согласувам во однос на перцепциите, дека тие често пати може да дадат лажни представи. Еве, гледате, јас сум универзитетски професор, дел од јавен универзитет и многу е непријатно кога слушате, знаете колку се корумпирани професорите, продаваат книги и така се создава една еуфорија, еден негативен набој. Меѓутоа, од друга страна, па постојат и официјални мониторинзи и сондажи. Ја не знам дали учесник на оваа конференција ќе биде некој кој што доктринарно се занимава со корупција и ќе ни наведе некој од податоците на, нели, референтни меѓународни невладени институции или политички инстанции на кое место сме, нели, по корупција. Нешто подготвувајќи се за оваа конференција сретнав некој номенклатури, ако си во оние 50 земји први, си во црвена зона. Не знам кај сме, сега не можам да коригирам, да зборувам за тие податоци. Не знам кој е друг сега учесник, може би ќе ни информира каде сме на тие мерни инструменти. Но исто така, јас не сум човек кој што ми е потесна област корупцијата, но можам да зборувам како интелектуалец, како човек кој што предава социологија на право, кој што има контакти со една голема маса на луѓе, студентите, и можам да кажам дека, да искоментирам дека ние сме едно општество многу корумпирано и меѓутоа оваа корумпираност, кога ќе ја спомнам како таква, ја ставам на една широка општествена основа и ја поврзувам со моралот, со обичајот, со некои историски и социјални бекграунди. Значи, како овој народ живеел, како ја гледа државата. Ние сите гледаме корупција. Во јавната администрација, што ја спомнав, во интерперсоналните комуникации с луѓето ви кажуваат конкретни примери, а гледаме методологијата на Обединетите нации сега во пандемијата, ги има поединечно издвоени откриените случаи, нели, на високи корупции со средствата сега што им се даваа на државите во однос на, нели, за пандемијата. Значи, луѓето од јавната администрација меѓусебно се контролираат и мониторираат. Од ситните парфемчиња, цветиња, преку делењето на грантовите во министерствата, па завршувајќи до високата корупција јавните набавки. И ние сите тоа го гледаме и молчиме. Мене, да ви кажам како граѓанин, како влијае тоа на мене. Мрско ми е кога треба да платам данок. Зашто го плаќам данок? А јас се сметам себе си за човек со висока граѓанска свест. И знам дека данокот треба да биде свеченост кога го плаќаме. Зашто ни зависи улицата, градинката, школото, болницата. Меѓутоа сум длабоко разочарана, бидејќи знам дека некаде тие пари се извитоперуваат. Сега, таа корупција, како да ви кажам, од авион се гледа кај нас. Ако летате над Швајцарија, над Германија, ќе ги гледате парцелите во коцкички. Кога ќе слетате, например, порано, во социјализмот, кога надлетувате над Србија, над Македонија, по урбанистичките планови, ќе видите дека нема корупција, дека кажуваат архитекти, а сега дека кажуваат градоначалници.
И почнува нашата корупција од авион да се гледа. Тоа е пример. Ме разбирате? Точно, јас се согласувам со Сашо, дека сега има една друга атмосфера, друга слобода, може би беше многу полошо. Тоа е кога ги поврзувате со актуелни политички гарнитури, режими, левица, десница и така натаму, меѓутоа како континуиран општествен процес ние имаме голем проблем. И јас често пати тоа го поврзам, како што кажав, со историските корени, туѓи држави, воспоставени правни системи, да ти заврши некој работа, треба, нели, тоа е и во пред Втората светска војна, и во Втората светска војна. Имате некои туѓи држави тука. Државата е нешто туѓо, па морате да ја... Знаете, тоа е во колективното паметење на народот. И тоа е многу битно. Кај нас, знаете, за формирањето на нормативните системи во еден човек. Кај нас толку луѓе се открија дека се корумпирани, никој не се самоуби во наводници. Никој не го остави жената или мажот заради морални скрупули. Ние имаме морален проблем. Замислете тоа во Јапонија да се случи. Затоа викам, на општествена основа ја гледам корупцијата како проблем. Не е само корупцијата во пари. Корупцијата е духовна корупција. Имаме, например, апатична студентарија. И јас секогаш им викам, колеги, зошто сте вака сервилно поданички? Па студентот треба да е авангарда во едно општество, да барате, а не да бидете сервилни, па ако сте добри, тоа е трговија со влијание. Учителките во основно училиште. Не сите сега, ама има примери. Кога се благонаклонете кон оние деца, чии родители се на функции и така натаму. Мене таа корупција многу повеќе ме загрижува од било која друга. Зашто е друга е ке помине и така натаму. И сега, кога би разговарале за решенијата, јас од мој аспект ја поврзувам со, значи, ова е диагностицирање на состојбата, меѓутоа како да ја решиме, има многу решенија, економистот ќе ви каже едно, политикологот, ја вака како социолог и како човек кој се занимава со медиуми, ќе ја поврзам со legal culture концептот. Тоа е правна култура која што одредени социолози ја делат на два дела. Една е надворешна правна култура, значи на луѓето, ние имаме многу ниска правна култура. И тоа е исто историски процес на создавање на нивото на правна култура. Како да почитувате правило, а како да почитувате правило се учи преку санкција. Значи, ние во 2015 и 2016 преку бомбите видовме големи коруптивни афери. Никој не се соочи со санкција. Како вие ќе создадете legal culture? Никој не се соочи со санкција. Секој некако, значи имаме проблем, нели? Тоа е учење на населението, амортизирање на стравот, затоа што ние правиме дека правото има репресивна функција и промотивна. Промотивната да промовирате добри поведенија, нешто да казните. Преку казната не очекуваме дека парите украдени ќе се вратат во буџетот. Многу поважна е функцијата како ќе го дисциплинирате општеството за панатаму, како да реагира заедницата. И внатрешната правна култура, тоа е правната култура баш во правничката фела. Кое што, па вие во високо морални општества, адвокат не ви прифаќа, нема да ве прифати ни да ве брани. Ако, значи, треба на некој начин да се работи на етаблирање на културата, на санкциите, на решавање на проблемите. Инаку проблемот во општествена смисла ќе ни генерира и нема да го решиме. Второто е истражувачкото новинарство. Јас пред некој бев исто гостин, зборувавме на друга тема, фейк нюс и дезинформации. И со еден од листите ќе умре новинарството. Не е битно толку више, не е како... Не, новинарството добива, се трансформира само. Не е како што некогаш било. Како ќе умре новинарство? Како може еден поединец да направи, например, дописничка мрежа? Јас да знам што се случува во Индија, секој ден да се поврзувам со некој од Индија, прво од тука. Или истражувачкото новинарство. Најелитниот и најдобриот инструмент за справување со корупција. Еве сега и оваа студија што е на Генералниот директорат за надворешни работи на Европскиот парламент, таа е студија, повеќе личи на научна, таму ги артикулираат и разни други студии, меѓутоа откритието тука за мрежата, за финансирањето е на истражувачки новинари. Предпоставувам дека
Истражувачките новинари сега се како агенции. Не ги гледаме со име, не ги гледаме на телевизија, формираат агенции, меѓународно се поврзуваат. Исти се како на некој начин како научникот и како полицаецот, работат многу сериозни, животот им е доведен во прашање. И ние треба тие да ги негуваме. Медиумите треба да бидат сојузници, како да ви кажам. И мислам, тоа се оние инструменти за справување со кои што јас се занимавам. И тука треба навистина ова наше општество, но и како политичка волја, државата да троши многу понатаму, да инвестира во овие сегменти, нели, работење на нивото на внатрешната правна култура во фелата, суди, адвокати таму да не се поврзуваат мрежно, тргуваат со влијанија, се знае кој адвокат со која судика и така натаму, и другово е мониторирањето, односно јакнењето на истражувачкото новинарство и меѓународно поврзување на нашите истражувачки новинари со разни регионални и меѓународни мрежи. Како мечка треба да биде заштитен истражувачкиот новинар. Гледате какви се тенденциите, ги нема, не ги знаеме ни по лик, не се експонираат толку многу, затоа што вршат многу важна истражувачка работа и на некој начин се претвораат во коректив. Тоа е неколку поенти, сега може би бе вака хаотична, но мислам дека на некој начин ја пренесов оваа моја порака. Не, напротив, благодарам професор Кебачовска. Ова беше значаен придонес за нашата конференција, како и секогаш. Нели, вие ја истакнавте прво потребата од тоа да, освен мерењата кои на перцепцијата, дека би требало да имаме и одредени сознанија кои доаѓаат од релевантни извори на истражувањето, на вистинското, на фактичкото мерење на тоа докаде сме со корупцијата. Се разбира дека ние како организација и на медиумската платформа, како и неколку други медиумски платформи, редовно објавуваме такви сознанија, такви трудови. Тоа ќе продолжиме да го правиме и понатаму. Освен вас и Ордановски, овде очекуваме во секој момент вклучување и на заменик премиерот Николовски. Меѓутоа, претходно да кажам уште неколку збора за тоа дека вие меѓу другото истакнавте, ќе ги кажам само оние најинтересни, барем тие што ги забележав јас во мојот нотес, поенти, дека перцепцијата сепак е важна и дека според вас, вклучувајќи и вас самата, луѓето гледаат на секаде корупција. Спомнавте дека иако сте одговорна граѓанка, свесна граѓанка, сепак имате проблем кога го плаќате данокот, бидејќи не знаете каде навистина одат тие средства. И дадовте една многу интересна паралела за тоа дека корупцијата дури и од авион може да се види, и то буквално, односно кога надлетувате над одредена територија, град и така натаму, можете да видите дека таму да го видите влијанието на урбанистите, архитектите кои биле послушани од властите, за разлика од тоа, според вас, едноставно во нашиот случај, во случајот на нашата земја, градоначалникот е тој кој одлучува кој објект каде ќе се гради, што ќе се гради. Јас тука би сакал да се надоврзам со магичниот збор или име на еден град и бројка Скопје 2014, значи не само градоначалниците, тие само спроведуваа и министрите, а главниот архитект беше самиот премиер, поранешен премиер кој сега и бегалец од правдата кај своето другарче во Будимпешта. Се разбира, важни се тие поенти и треба да се работи на тоа и да се постојано се укажува на тоа. Одлична поента, односно експликација за тоа, за значењето на истражувачкото новинарство, што се однесува до медиумите и развојот на медиумите. Се разбира, тука имаме и луѓе од праксата
новинарска може може да се зборува за таа тема, се разбира многу. Може би во некоја наредна прилика со поинаков наслов, на настан со поинаков наслов. Споменавте дека политичката култура во нашата земја... Правната. Legal. Да, меѓутоа општеството склоно кон корупцијата и една од завршните поенти се однесуваше на тоа дека тоа што го слушавме од 2015 година од бомбите, политичко никој не се соочи со санкции од редовите на режимот на Груевски. Тука јас не би се согласил во целост, впрочем имаме еден осуденик кој од државата, имаме цела една министерка за внатрешни работи во затвор, знаеме и за десетици други случаи во кои правдата на некој начин го заокружила својот процес. Се разбира, никогаш не е доволно од правда, исто како што никогаш не е доволно од човекови права и слободи. Да го искористам јас и денешниот ден како повод да го кажам тоа уште еднаш. Доколку нема Сашо нешто да додаде, да праша или да искоментира, пак има се разбира. Не е можда ова се привука и да отвараме големи дебати. Меѓутоа сакам само да споделам, бидејќи ова се што го кажува колечката Зачевска, се разбира многу инспиративно и во право. Меѓутоа морам да ви кажам дека после 20-30 години занимавање со антикорупционерство, а со новинарство 38 години, кај мене работите се позбунети отколку на почеток. Самиот сум учествувал во правење на индекси на корупција, во индексирање на разни други работи, знам методологиите, ми се познати како тоа се реагира. Морам да кажам дека ништо тоа не е совршено. Тоа е едниот дел од приказната. Вториот дел од приказната е дека корупцијата е високо сензитивна на културните модели. И она што ние денеска го говориме како корупција, главно го сметаме како еден западен модел за разбирање тоа што е корупција. И тоа се разбира во голем дел, како да кажем, легитимен приод кон темата. Меѓутоа, кога ќе ги погледнете нијансите, има толку многу значајни нијанси кои се различни и јас никогаш не пристанувам на тоа да ја споредувам Македонија со Финска, да речем. Значи се тоа такви различни ситуации да мислам за потребите на некакви големи симплификации тоа може така да се прави, но за потребите на сериозен разговор тоа е апсолутно бесмислено. Тоа е како да сега земете Бангладеш да го споредувате со Шведска. Затоа што тоа такви различни историски и културни не само, како да кажем, средини, туку и кодификации, кои што имаат огромни влијанија врз градењето на моралните вредности и така натаму. Така што ние сите од прилика знаеме за што говориме кога говориме за корупцијата, меѓутоа кога ќе видите во детали не сме баш сигурни што точно тоа значи. Например, сегашното место на индексот на корупцијата на Transparency, јас овие работи со Transparency сме се расправале со години. И Transparency исто така една арогантна организација со седиште во Берлин, со различни чептери по национални и така натаму, по кои што немојте да мислите дека постојат високо сензитивни, како да кажем, механизми, справи со кои се мери нешто што може во грамови да се измери. Има тука и многу воопштување и генерализирање кои на крај не е јасно дали точно одразуваат. Например, оваа година сме на 101 место на индексот на корупција, што е пад за 36 места, ако не се лажем од лани. Како може една земја за една година падне 36 места? Тоа значи дека или 36 други земји има таков спектакуларен напредок во борбата против корупцијата, па вие сте истиснати, или напросто таа година, претходната и идната година, нешто околу сето тоа се направило така за да тие падови бидат. Многу е тешко, јас сум исто така социолог како колежката Бачовска, многу е тешко да мерите перцепциите, бидејќи перцепциите, а индексот на корупција се мери на основа на перцепции. Бидејќи перцепциите во крајна линија можете да ги контролирате. Дајте ми вие мене доволно пари, јас ја сменам перцепцијата за одреден период на кое сакате прашање. На прифатливоста на промената на името, на ставот за корупцијата кај професорите, на
успехот на вакцинацијата и така натаму. Сакам да кажам, значи живееме во времеја кога со интервенции во јавната сфера може да се прават промени на перцепциите, а да не видат резултат на фактички менување на работите на подобро или на полошо. И конечно да завршим со тоа, како што и колешката Бачевска се разбира, знае, мислам, вие имате, културите на заедниците се разликуваат, тоа е добро проучена област во социологијата, конечно, барем едно 150 години ние се занимаваме со тие проучувања, постојат милион студии на тие теми. Тие студии говорат за тоа дека постојат де факто разлики. Погледнете го, да речеме, само, сигурен сум дека и вие сте слушнали колешката Бачевска секако, погледнете го само критериумот, да речеме, на нешто што се нарекува политички паралелизам. Да. И ако ја видите феноменот на политичкиот паралелизам во Европа, помеѓу политиката и медиумите, ќе видите дека ситуацијата која што во Македонија е многу слична на Португалија, Шпанија, Јужна Франција, Италија, до Кипар. И дека таа не е ништо, да кажам, неопходно полоша, отколку различната ситуација на север од континентот. Ќе таа напросто извира од потполно различни културни контексти, истории, традиции и така. Во Италија немате вестник кој не е покренат од политичка партија или синдикат. И тоа не говори ништо лошо за Ла Република, што е, да речеме, потполно различно од Нью Йорк Таймс, или е потполно различно од Гардијан. Сега импровизирам со примерите, но сакам да кажам и кога се говори за корупцијата, еве ја што потрошив не знам колку години, а бога ми и пари, финансирајќи разноразни лични пари, разноразни иницијативи што се однесуваат на антикорупцијата, а што повеќе човек се занимава со тоа помалку му се некои од тие рефери изострени за точни проценки во грамажи и милиметри. Просто едно патерно нека правам. Затоа што ова е веројатно за научен семинар во Охрид за 3 дена идната година. Па ајде да го планираме тоа. Апсолутно ќе ја поканиме, таа е секогаш добре дојдена и добра учесничка во нашите настани. Тоа што и од ова што го дополни Ордановски, се разбира со простор и до за професорката доколку сака да се дополни или да сподели уште нешто, се разбира. Ја молам режијата да подготви и учество на вице-премиерот Николовски. Јас би сакал само да дополнам дека токму тоа што го спомна и во првото излагање, индиректно на некој начин и професорката, а секако и ние како организација, и јас како учесник во тие проекти и активности, многу јасно, со конкретни примери, со стотици и повеќе од стотици, би рекол илјадници примери документирани, можеме да потврдиме дека одредена перцепција во општеството, во одреден политички или општествен момент или период може многу лесно, барем во денешно време, да претрпи модификации, па дури од корен да се промени и да предизвика несогледливи последици по тоа како навистина се развива едно општество, а како се креира таа перцепција. Само би додала. Дайте ми доволно средства, ќе ви ја сменам перцепцијата за било која област. Не, само да додадам јас, ако може. Кампањите за подобрување на одреден имидж и така натаму, а се разбира заради тоа постојат и хибридните закани против демократијата, со која се внесува известна, се инјектира известна идеја, порака или перцепција во едно општество за да се постигнат политички, бизнис, криминални или воени цели, или сите заедно. Тоа што ние го имаме денеска, нели во обратниот редослед од најавеното, е обраќање и од вице-премиерот задолжен за борба против корупцијата и криминалот, Љупчо Николовски. Ја молам режијата да го вклучи. Се извинувам само на момент. Професорке, дали сега би сакале да прокоментирате или после? Не сакам, само да додадам, значи не да дебатирам. Разбирам. Делата почит кон методолошките скепси, нормално, секогаш ги има,
Мислам дека не се станува збор само за мерење на социјалните ставови, туку има многу посложени мониторинзи, има луѓе кои што живеат тука со нас, представници, не мониторираат извештаи и така натаму, но нормално дека не постои совршен механизам и дека тука има и влијанија и така натаму, а во однос на културната различност, секако културите се различни, но ние сме од 2005 година земја кандидат и има европски вредности, кој што имаме општ консензус, нели треба како општество да се интегрираме со конкретни чекови, со хармонизација на македонското право и во тој дел мислам дека не треба да отстапуваме и дека треба да работиме на некоја се унификација, нели правна унификација, но тоа ќе се имплицира на општественото интегрирање на македонското општество во европското. Иначе нема да не сакаат, ќе видиме канцерогенот ткиво. Ние го знаеме односот и према јужњачките култури. Сега културната разлика е нешто драгоцено, меѓутоа сега не станува збор за културни разлики на општи култури, туку сега зборувам за една правна култура. Има една студија за компаратива, меѓутоа тоа во една друга соработка со пиење кафе со колегата Саша, вака како социолози ќе ја прокоментираме. Ви благодарам. Ви благодарам. И јас ве молам, останете на линија со нас да го слушнеме излагањето на господин Николовски. Режија, дали сте спремни сега? Во вториот час и 19-та минута го слушнеме и Николовски. Повелете. Почитувани присутни, ви благодарам за поканата за учество на денешната конференција за човекови права, правда и антикорупција, следна станица Европа. Драго ми е што оваа конференција е во организација на невладиниот сектор, кој што е клучен наш партнер во заедничката борба против криминалот и корупцијата. Во борбата кон правично општество и борбата против корупцијата, владата постави јасна цел и темели во 4-годишната програма. Да градиме систем кој одвраќа од злоупотреби на корупција и јасно ја лоцира одговорност. Пред 3 месеци на предвремените избори ја добивме довербата од граѓаните и затоа имаме обврска и одговорност да се справиме со сите сериозни предизвици кои ги поставува корупцијата пред нас. Бидејќи ветивме дека ќе владее правото. Започнуваме отворена битка во која никој што го прекршил законот нема да биде иземен од одговорност. Заедно со мојот кабинет сме целосно решени да работиме на мерки и активности кои ќе придонесат во спречувањето на корупцијата. Подготвени сме да дадеме се од себе и до крајот на мандатот да покажеме дека можеме поинаку и да постигнеме позитивни резултати пред граѓаните. Процесот не е лесен и факт е дека не може нешто што со години се толерирало да се реши веднаш. Но затоа за ефикасни мерки и резултати потребна е вклученост на сите чинители, не само на надлежните институции, туку и на невладиниот и приватниот сектор, на медиумите, на граѓаните. Ги охрабрувам сите активно да се вклучат во оваа заедничка борба, преку прејавување на корупција и без страф од последици. Во изминатите 3 месеци успеавме да преземеме дел од нашите важни мерки за превенција и борба со корупцијата, но има уште многу работа. Прво што започнавме, поведовме пракса на интензивна координација и меѓуинституционална комуникација на едно место на сите институции, надлежни токму за борбата против организираниот криминал и корупцијата. Од одржаните работни состаноци со сите институции заеднички детектиравме многу слабости и проблеми на кои што ќе работиме во периодот што следи, а истите се провлекувале со години, но и влијаеле врз забавување на процесите и недоверба на граѓаните во институциите, како што се недоволната кадровска екипираност, неефикасната дигитализација, отсуството на меѓуинституционалната размена на документи, на податоци и информации, битни за сите процеси. Затоа, со поддршка на USAID, започнуваме проект за подобрување на платформата за интероперабилност. Со тоа ќе ја подобриме поврзаноста на институциите и нивната меѓусебна размена на сите информации и податоци. На тој начин ќе се забрза и процесот на постапување и решавање на предметите, што е од интерес на граѓаните и на државата севкупно. Инспекцијските служби се важен контролерен механизам за спроведување на законите, на уредбите и на протоколите. Затоа воспоставивме интензивна координација со инспекцијскиот совет,
во насока на поефикасни контроли, со законските измени ги зголемивме надлежностите на сите инспекцијски служби. Новите измени ја оправдаат целта, а резултатите се видливи. Новиот контролен механизам, кој што го имаат сега инспекторатите, има и превентивна улога. Се намалуваат прекршоците на законите, на мерките, но и на субјектите кои што мислеа дека може да ги прекршуваат законите, а при тоа да нема одговорност. Со новиот попримерлив кодекс за етичко однесување на членовите на владата и на функционерите именувани од владата, освен министрите и замениците министри, се фатени сите функционери именувани од владата, до најниско ниво. На овој начин ќе зголемиме транспарентноста и отчетноста на сите функционери и институции и ќе покажеме дека законот важи подеднакво за сите, дека не постои селективност во неговата примена. Ќе посочам дека пред извесен период веќе имаше разрешување на функционери кои што ги прекршија одредбите од кодексот, уште на самиот почеток на нашиот мандат. Транспарентноста и отвореноста се половина од борбата против корупцијата. Затоа владата донесе одлука со која сите надлежни институции, вклучително и општините и градот Скопје, се обврзани во рок од 30 дена да ги објават јавно на своите веб страници сите документи и информации поврзани со нивната работа. Дополнително, еден од условите за општините и предпријатијата основана од нив да добијат финансиска поддршка преку програмите на буџетот и од меѓународните институции ќе биде почитување токму на оваа препорака од владата за нивна целосна отчетност и транспарентност, односно објавување на сите информации кои што треба да бидат достапни за граѓаните. Функционерите се лицето на државата и тие треба да се најдоброто од нас. Затоа и правата кои ги имаат тие функционери не можат да останат без контрола. Формиравме работна група, чиј што прв приоритет е да ги ревидира дискреционите овластувања кога станува збор за именување на функционерите. Позицијата која имам чест да ја извршувам не значи некаква казнена експедиција, ниту пак паралелен систем на постојните институции. Секоја одлука се носи со основа, со анализа и со причина. Но ни треба и будна јавност, ни требаат храбри и независни медиуми, ни треба невладин сектор кој е коректив. Ние како влада ќе бидеме партнер на сите чинители во законодавната, извршната и судската власт, како и на граѓанското општество, регулаторните тела, медиумите, сите кои сакаат да придонесат кон градење на систем на правда кој ќе им служи на граѓаните. Благодарам. Благодарам и јас за ова излагање, а секако тука гледаме и неколку дополнителни информации кои верувам дека медиумите, слушам од дескот дека 4 или 5 може би и повеќе медиуми ја преземале оваа снимка и се разбира содржините, да ги подсетам и граѓанките и граѓаните кои не следат, а се разбира и колешките и колегите од медиумите дека може слободно да ги презимаат сите содржини на Цивил Медија МК денеска посветени на човековите права и слободи и на се што организацијата работи во текот на денешниот ден, се разбира со љубезна молба да ги почитуваат правилата на атрибуција и линкување. Тоа што во излагањето и на вице-премиерот за борба против корупцијата и криминалот го слушнавме, а се рефлектира на некој начин и од првата сесија посветена на правдата и владењето на правото, е дека многу се важни, кај професорот Спасов, дека се многу важни коалициите. Очигледно, за разлика од некои други времења кои ги помниме многу добро, оваа влада не само што е отворена кон невладините организации, туку е отворена и кон поддршката, техничката поддршка и експертската поддршка и од релевантни меѓународни институции и влади од развиениот демократски свет. Ако се сеќавате, имавме ситуација во која министерката за внатрешни работи му се фалеше на својот колега во владата тогашна дека на едниот спрат е МВР и таму ги шета странците, а на вториот спрат е МВР, каде што
го води штабот за операции за изборни кражби, како што Ордановски тоа го има наречено во некои од своите колумни излагања во индустријски размери. Се разбира, тоа се поенти кои треба да ги забележиме и понатаму да поставуваме прашања. Половина од борбата против корупцијата е токму транспарентноста, вели и Николовски. Тоа може да се заклучи од излагањата и на нашите денешни учесници во конференцијата. Во таа смисла, дали имаме некој завршен коментар или порака која сакаме да ја упатиме до јавноста, преди јас да ја затворам и втората сесија од оваа наша конференција. Ако професор Кебачовска, да ја поздравам само борбата која што се прави на институционално ниво. Верувам дека тоа нема да остане само на хартија, дека ќе се покаже една динамична волја за она што е програмски и правно дефинирано да се и реализира. Тоа е мојот завршен збор. Мислам, благодарам. имаме една подобра иднина, не корумпирана. Благодарам. Во мене ми припаѓа честа сепак да кажам неколку збора во име на организацијата. Пред се уште еднаш, по не знам кој пат, честит Меѓународен ден на човековите права. И се разбира, Цивил останува да внимава, да мониторира, да известува и да анализира, да ги дава своите критики и предлози, се разбира, препораки и барања до институциите, до јавноста и до други релевантни фактори во општеството и во државата за максимално почитување на човековите права. Во контекст на денешната тема, во втората сесија, би сакал да истакнам уште еднаш дека Цивил како организација во соработка со експертите, меѓу кои и професорите Ордановски и Бачовска, учествуваат во еден сериозен, длабоко, секојдневен поглед во практиките, политиките и практиките во нашата земја и посебна специјалност, може да кажам, во овој контекст, во контекст на денешната конференција, е нашиот мониторинг на политичкото финансирање. Односно, политичката корупција е наша многу сериозна тема во која имаме дадено наш придонес сериозен, во кој секојдневно даваме придонес и преку колумни, и преку овие настани и сето тоа, а се разбира и во иднина ќе продолжиме да стоиме на истите позиции. Многу ви благодарам за учеството, прво вам, им благодарам на сите што не следеа и им благодарам на сите во медиумите кои го пренесоа овој, според нас, во организацијата значаен настан. Ви благодариме. Се најдобро. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.